Туку што завршивме една блиска и пријателска средба со мојот добар пријател и голем пријател на Македонија, премиерот на Република Бугарија Борисов. Остваривме полезна средба, како и досега, заради тоа што сите овие наши чести контакти се исполнети со конструктивни разговори, договори и планови за идна соработка. Секако сето тоа е резултат на договорот за пријателство, добро соседство и соработка која што нашите две земји го потпишаа. Имплементацијата на сите точки оди многу добро. Економската соработка никогаш не била подобра. Стигнавме и поминавме 500 милиони евра, 12% е зголемена трговијата помеѓу нашите две земји и нема да престанеме додека не стигнеме 1 милиарда евра трговска соработка помеѓу Македонија и Бугарија. Втората меѓувладина заедничка седница веќе ја договараме, сакаме некаде во декември да се одржи, некаде во натрешноста на Бугарија, како возвратна владина седница помеѓу нашите две земји. Тоа ќе го определи секако владата на Бугарија. На нас ќе ни биде драго во било кој од убавите градови на Бугарија да дојдеме со владината делегација да разговараме за идните перспективи, но и да констатираме завршени проекти кои што се и до сега. Посебно ме радува интензивирањето на прекограничната соработка. Се работи со посебен интензитет на граничните премини и отварањето на нови заеднички премини, како што е Клепало на потегот Берово-Струмјани, на граничниот премин Пехчево-Симитли и на Делчево-Невестино. Континуитетот на изградбата на патничката и железничката инфраструктура продолжува. Буквално од Скопје према бугарска граница се гради од 3 компании огромна патна инфраструктура. Првата делница исто така на железничката мрежа завршува. Во моментот е техничкиот диалог на изборот на втората делница од железничката инфраструктура, која што Скопје го поврзува со Софија, и продолжуваме со изградба на инфраструктура на другите гранични премини кои што ја поврзуваат Бугарија со Македонија. Работиме на гасната инфраструктура, се прават веќе проектните документации на уште едно гасно поврзување од Бугарија према Македонија, и тоа е во југозападниот дел на Бугарија, од Петрич према Струмица, што исто така е многу значајно. Целата ова работа што се случува е секако мотивирана од исклучителната огромна подршка која што Република Бугарија ја дава на нашата земја во целиот овој период, посебно на нашите амбиции на евроатлантските интеграции. Република Македонија останува посветена на реформите, даваме огромни аргументи и резултати на нашите пријатели, како што е Република Бугарија, за сето онаа подршка која што целиот овој период ја даде. Уште еднаш сме благодарни многу за самитот за Западен Балкан, кој што се одржа овде во Софија, со што буквално беше сериозен акцелератор. Зборувам со зборовите на денешниот стартап самит кој што го одржуваме овде во Софија, за да даде едно динамизирање или образување на интеграцијата на целиот Западен Балкан, вклучително и на Република Македонија во Европската Унија. Истински се надявам во частта НАТО и Европейски съюз, нашите съседи да са и наши партньори в тези две организации, защото това е добре за Македония, добре и за нас. Истински се надявам и между Гърция и Македония проблема с името да бъде решен в най-скоро време, за да може действително всички държави в региона да направим една свързаност във всяка една сфера, която каза, освен история, култура, образование, пътна, ЖП, дигитална инфраструктура, и да дадем възможност на нашите народи да правят бизнес, да пътуват, да ходят на туризъм и да се опознават все по-добре.